Економскиот факултет од Прилеп традиционално негува отворена и тесна соработка со бизнис заедницата. Потврда за ваквата одлична деловна соработка се стипендиите кои што бизнис секторот во континуитет ги одобрува за студентите на Економскиот факултет во Прилеп. Така оваа година беа одобрени вкупно 30 стипендии за нашите бруцоши за упис во прва година на првиот циклус на студии. Токму од тука произлезе и ова иницијатива за организација на еден ваков форум, во насока се разбира на продлабочување и интензивирање на соработката со бизнис заедницата, меѓутоа со истовремено вклучување на студентите и алумните на факултетот. За таа цел беше спроведено анкетно истражување во кое што беа вклучени 107 компании, тоа за секоја студиска програма одделно, при што основната идеја е да се идентификуваат компетенциите, знаењата, вештините кои што треба да ги поседуваат студентите на Економскиот факултет во Прилеп после нивното дипломирање, се разбира преку размена на искуства помеѓу 4 групи на стейкхолдери, работодавачи, академска заедница, студенти и алумни на факултетот. Врз основа на добиените резултати од ова истражување, денес на работниот дел беа отворени дискусии за компетенциите на секоја студиска програма одделно, кои што дополнително ќе бидат презентирани на пленарниот дел од форумот. Крајната цел на форумот е добиените резултати да ги интегрираме во студиските програми за кои што факултетот започнува поставка за акредитација со почетокот на 2026 година. Сметам дека само на тој начин можеме да го зголемиме квалитетот на високообразовната понуда на факултетот, односно да креираме студиски програми во согласност со реалните барања и очекувања на пазарот на труд, студиски програми кои би биле насочени, фокусирани кон студентите и на тој начин да едуцираме, да креираме високо конкурентни кадри кои што ќе бидат препознатливи на пазарот на труд. Ви благодарам. Што покажа истражувањето, што бара пазарот на трудот, што бараат компаниите? Преку истражувањето беа идентификувани сите оние компетенции кои што се очекувани од страна на пазарот на труд и тие беа рангирани во суштина според нивната важност, дополнително ќе бидат презентирани на пленарната сесија сега во 11:30 часот и тоа конкретно за секоја студиска програма. Без лажна скромност можам да кажам дека овој настан е еден од оние историски кои ќе го обликуваат образованието како прв чекор на Економскиот факултет Прилеп, потоа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а сигурен сум ќе се прошират и на целокупното високо образование. Децении ние слушаме дека бизнисот не е задоволен преди се од практичните вештини на нашите студенти. Децении се организираат трибини, тркалезни маси, но промени нема или се минорни. Ке завршат тие церемонијални настани, сите си заминуваме и продолжуваме по старо. Овај настан е прв чија цел не е церемонијалност, не е помпезност, туку представници на работодавачите, представници на нашите алумни кои работаат во тие компании, професорите и студентите седнале на маса и гледаат предмет по предмет, студиска програма по студиска програма, што им недостасува, го модификуваат со цел при наредната акредитација да го вклучат. Ако истраеме на овој процес, сигурен сум дека практичните вештини ќе се зголемат повеќе кратно и Економскиот факултет не само што ќе биде модел на ниво на универзитетот, јас веднаш ја задолжив нашата директорка на Центарот за кариера, алумни и целоживотно учење да го реплицира ова на другите факултети, туку сигурен сум дека ќе го прифатат и другите високообразовни установи. Наместо форуми, наместо трибини, наместо церемонии, вака заеднички на маса
предмет по предмет да се анализира. Колку тоа сето брзо може да биде во пракса, да се имплементира? Тоа зависи од процесот на акредитација. Студиските програми, согласно на Законот за високо образование, се реакредитираат на секои 5 години. Значи, некоја студиска програма на која ова е последна година, може веќе да се имплементира од наредната. Некоја која сега почнала, ќе мора да почека 5 години. Значи, еве тука сме на форум, каде е иницијатива една за спојување на секторот, приватниот сектор со факултетите. Соработка мора да има, бидејќи излегуваат моментално студенти кои не се спремни веднаш да почнат со работа, им недостасуваат вештини. Овде веќе не зборуваме само за вештини од типот на тимска работа, значи многу поголем сет на вештини и компетенции кои треба да ги исполнуваат за да може да се вработат. Значи знаењето да е предуслов за вработување, но студентите мора да имаат нешто повеќе. Значи мора да имаат вештини, да знаат да се снајдат на работно место и тоа е неминовно. Сега има различни модели кои факултетите можат да ги користат. Значи од соработка од ваков тип, но и нешто подетално во смисла практиканска работа, поврзување на институционално мерките кои ги имаме во државата. Значи има начин ако се има волја. Бизнес секторот генерално нема време за обука на младите кадри, а младите кадри им се потребни на бизнисот. Како да се направи таа спојка? Спојка може да се направи ако се има желба. Реално, како држава, мислам дека многу малце се вложува во однос на тоа едукација на овие фирми, зошто е добро да се земат вработените на почеток, при излегување од студентските денови, завршување на студентските и да веднаш да се вработат. Најчесто очекуваат, приватниот сектор очекува да се веќе формирани личности, но мислам дека со оглед на тоа што веќе имаме една ситуација каде што се менува атрактивноста на различни бизниси, нешто е поатрактивно, нешто е помалку атрактивно. Мислам дека ќе дојдеме во ситуација кога бизнисите сами ќе пристапуваат до формалното образование, ќе ги бараат овие кадри и ќе најдат начини како да ги моделираат според потребите кои ги имат. Кадрите се тие се фирмите, значи ќе стигнеме до момент каде што ќе треба ние да се обратиме и да ги користиме ресурсите кои ги имаме. Веќе гледате во некои сектори веќе се користи и сила надворот, имаме пакистанци и од други држави веќе имаме луѓе што се вработуваат. Ако сакаме да си ги задржиме младите тука, ќе мора да ги отвориме вратите и да бидеме спремни дека тие луѓе треба да најдат начин да се вклопат во нашите средини, но и ние да најдеме онака начин да ги прилагодиме и да ги присвоиме, да речем. Гледате, сега има многу глобални фирми, исто така тие глобални фирми тргаат кадар. Значи ќе стигнеме, јас сум убедена дека во следните 2 до 3 години ние да пристапуваме кон нив за да се вработат. Бидејќи ќе ги нема. Јас сум Никола Тумбовски, студент на 4-та година на економскиот факултет во Прилеп. Студирам на студентската програма по сметководство и ревизија. Денеска можам да кажам дека имавме многу продуктивна сесија со бизнис заедницата. Исходот од истражувањето беше стварно значителен, можам да кажам, и дискусијата која што ја продлабочивме ги покажа потенцијалните предизвици со кои што треба да се соочи факултетот понатаму нормално при реформирање на студиските програми и на целосната работа на факултетот. Можам да кажам дека бизнис заедницата е отворена за голема соработка, факултетот е спремен и дефинитивно треба да продолжиме да соработуваме. Клучните компетенции се практичната работа, соработката на реални проекти, реализација на студентски пракси и еден по-холистички пристап на целосната работа на студентите заедно со бизнис заедницата, спроведување на реални истражувања, кои што утврдивме дека економскиот факултет ја поседува таа способност и имаме огромниот потенцијал, само треба да го доразвиеме понатаму. Потребни ви се вакви вам како на студенти, пример вакви насоки, средби со бизнис заедницата за полесно утре други ден да дојдете да конкурирате на пазарот? Дефинитивно, заради тоа што академскиот дел од нашето студирање е стварно значаен.
но вистинската димензија секој студент ја добива кога ќе види вистинска работа. Затоа сметам дека бизнис заедницата е двојна спрега со академијата, односно треба заеднички да се вклучат за да му дадат на студентот целосна насока при таа реализација. И мислам дека има голем потенцијал за соработки. Сепак нашите бизниси, нашиот бизнис сектор е во подем, потребни се студенти кои што разбираат економија, маркетинг, сметководство, ревизија, финанси, банкарство и самите гледаме како се развива и банкарскиот сектор и IT секторот, така што сметам дека вакви сесии, вакви соработки треба да продолжат. Дали ти имаш и колку е твоето лично искуство кога станува збор за примената студентот да биде вклучен во бизнис заедницата, за да може да го научи непрактичен дел? Искуството го имам, заради тоа што сум соработувал тука на факултетот на различни проекти, различни иницијативи, заедно со бизнис заедницата, кај што сме работеле на реални проблеми во текот на еден семестар. Мотивацијата е голема, добиваме благодарници, похвалници, секои такви чинови се значајни за секој студент. И во тие моменти се согледува, еве и јас лично имам согледано дека студентот стварно има способност за работа, има способност за истражување, има способност за учење. Секој тој потенцијал е многу потребен, и треба секој студент да може да го допри во себе. Тоа може да го допри само преку вакви иницијативи и преку вакви настави.